Денеска го потпишуваме договорот за државна помош со компанијата Дрексел Мајер за нов инвестициски циклус од 16 милиони евра и 1000 нови работни места. Инвестициите на Дрексел Мајер направени изминатите 9 години, но и оваа нова инвестиција покажува дека компанијата ги препознава добрите бизнис услови во нашата земја. Во согласно со овој договор кој денес го потпишавме, државата ќе ја подржи оваа инвестиција преку неколку мерки. Ослободување од данок на личен доход за новите вработувања во компанијата, односно за оние кои ќе бидат дел од овој проект за период од 10 години. Ослободување од данокот на добивка кој се однесува на новиот инвестициски проект за период од 10 години. Исплата кон Дрексел Мајер во форма на готовински грант во износ од 10% од износот на оправдани инвестициски трошоци, но не повеќе од 1 милион евра на годишно ниво за максимум 5 години. Исплата кон Дрексел Мајер во форма на готовински грант во износ од 2000 евра повработен за креирање на нови работни места, а особено е важно што оваа подршка се однесува за оние работни места за кои континуирано се исплаќа месечна нето плата повисока за најмалку 50% од висината на минималната нето плата. Ова особено го потенцирам за Куманово, град кој што припаѓа во североисточниот плански регион кој што има втор најмал бруто домашен производ по жител и најмалку учествува во создавањето на вкупно бруто домашниот производ. Верувам дека гигант како Дрексел Мајер ќе помогне оваа слика да се промени и во економската смисла и да го развижи Куманово и овој регион, кој е навистина на атрактивна локација на спојот помеѓу двата паневропски коридори 8 и 10, но и секако целиот регион. Во Кавадарци и во Куманово инвестираме двоцифрени милионски износи и во Куманово очекуваме да отвориме над 1000 работни места. Се радувам на овие работни места што нашите проекти ги овозможуваат за отварање на можностите за еднината што се нудат во државата